много са символични за другите згоби. Дали знаете што е рециклирање? Кој ќе каже? Еве ми бил се Андро. Рециклирање е што може да се рециклира и хартија и пластика, што се претворат во нови. Значи некои материјали кои што веќе били употребени, повторно да се обработат и да се употребуваат. Значи рециклирањето е за нас корисно. И ако не би било рециклирањето, што ќе се случува? И веќе се случува. Во природата сме пренатрупани со отпадоци, со шtetни материи и така. Значи рециклирањето и трите стрелки што значат? Зошто баш три стрелки? Собирање, преработка и повторна употреба. Значи символични се трите стрелки. Значи тоа значи дека материјалот се собира, се преработува и повторно се употребува. Дали ние ќе се погрижиме? А јас гледам колку вие сте еве од сега натака, дома, некаде, каде што има услови, отпадокот што ги останува, а ние секојдневно имаме отпадоци. Замислете колку многу отпадоци и останува во подробски простори. Инаку дежурните ученици од сега натака, сите пластични шишиња кои што се трошат, да се носат доле во подробски простори, да се собираат како отпад. А дали пластиката и шишињата се само отпад? Значи тие можат тој отпад да направат хартија. Од пластиката може да се направат други пластични предмети. И пластилин од пластиката. Така, значи се топи и се преработува. Може ли да ги чуем сега вашите, еве, например, таму гледаме на порака, Филип ќе каже гласно да ја чуеме. Треба да молиме градија Бог. Браво. Дали се согласуваме? Да. Еве тук имаме една интересна порака. Што моли цвеќето? Цвеќето моли, не кини го боли. Не кини ме боли, така. Тука гледам друга. Што си ти зелено борче? Така, јас сум борче зелено и лето и зиме не пипене дете за да не те боли. Еви, да, интересна. Тука ова чима да Михаил порака. Што пишува Михаил за тебе? Не стои отпадоци во природата, ниту поговорува. Браво. Да, отпадоци во тревата, мителски. Така ли? Браво. А дали ти прваш отпадоци во треваш? Некогаш. А од сега? Нема да. Ајде, Деспина има да ли си баба. Ајде, Деспина. Да, можна што. Браво, деце, јас сум користил дождот секој. Тука некој стоп гледам. Да, после ова многу интересно, ова ќе го задржеме рециклирање. Ајде да видиме таму, стоп, да се... Стоп да се каже следи, на чистотата да се следи. Браво. И тука имаме нешто за водата. Реката е... Реката е живот во природата, но нас не дава слобода. Браво. Таму што имаме? Секогаш водиш по пат састани на црвениот знак. Браво, Теона да Рамо за корпото има, секогаш во себе отпадоци прима. Зволува таа природа да ја внасиш, туку треба со убавени да ја красиш. Браво. Тука имаме нешто друго, Денчевска? Секаде ме има во разни бои, корпа за отпадоци сум јас и за чиста околина се грижам со сите вас. Одлично, браво, браво.